Почитувани граѓани, во отсуство на било каков став, идеја или некаква понуда пред граѓаните, ВМРО-ДПМНЕ реши да го копира концептот на СДСМ за теренски активности. Како секоја пиратерија на ВМРО-ДПМНЕ, тоа го најавија кукавички, со копиран концепт и го објавија преку снимено видео, наместо пред јавноста да излезат вака на официјална прес-конференција. Зошто така избрза, знае ВМРО-ДПМНЕ, но знаеме и ние. Без разлика дали најавата е реална или уште една од нивните плагијати, за поздравување и доколку ВМРО-ДПМНЕ конечно сватиле дека треба да излезат од Белиот дворец и да се соочат со граѓаните. На терен, ВМРО-ДПМНЕ ќе може директно од граѓаните да слушне за нивното катастрофално лошо владење со локалната самоуправа, односно неработење на градоначалниците од редовите на ВМРО-ДПМНЕ. Треба ВМРО-ДПМНЕ директно од народот да слушне за најнеспособната локална власт досега, но и да одговори зошто нема реализиран ниту еден проект во изминатата година и пол. Толку се неспособни што и не успеа да ги дозавршат ниту проектите кои ги наследија од минатата локална власт. Да слушнете од народот дека ги излажавте за помали сметки за вода, за ѓубретарина и комунални услуги, за бесплатен превоз, дека спротивно од ветувањето ги зголемивте и неспособните градоначалници на ВМРО-ДПМНЕ ги ставија на грбот на народот и на семејниот буџет. Симнати од Белиот дворец да видате дека народот не сака блокади на собрание сред криза, кочење на државата и попречување на реализација на врвните национални интереси. Нека слушне ВМРО-ДПМНЕ дека народот е за Европска Унија, за европска иднина дома и не сака да биде заложник на радикални структури. Почитувани, ВМРО-ДПМНЕ треба да знае дека не е доволно некој концепт само да го ископираш, туку треба искрено да го чувствуваш, да ги знаеш потребите на граѓаните и реално да го спроведеш. Лошата копија на ВМРО-ДПМНЕ на концептот на СДСМ само покажува дека ВМРО-ДПМНЕ нема никаков план, а нивното делување се сведува само на блокади, на деструкции и ништо повеќе. Како што најавивме уште во декември минатата година, од крајот на март, во период од 3 месеци, СДСМ ќе реализира теренски активности во вкупно 892 населени места. Граѓаните ќе имаат можност да видат и да споредат. Посакуваме успешна, напорна работа. Се гледаме на терен.